Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Почина лицето што беше евидентирано како прв случај во Кочани со зараза од коронавирусот. Случајот го потврдија од Општинскиот кризен штаб, а градоначалникот Илиев повика да се почитуваат препораките и мерките за заштита. Пандемијата од коронавирусот ја зеде и првата жртва во Кочани, откако викендов сериозно се влошила здравствената состојба на 40-годишното лице кое беше прв евидентиран случај во општината. Тоа починало изутрината на клиниката за инфективни болести во Скопје, каде беше префрлено на лекување, откако претходно беше згрижено на инфективното одделение во Штипската болница. Трагичниот биланс од болеста ја потврди и градоначалникот Николчо Илиев, кој воедно раководи и со Општинскиот кризен штаб. Ова навистина е тажна и тешка вест за граѓаните на Кочани, посебно за семејството. И во овој случај упатувам сочувство до семејството и ова е една голема опомена за сите нас граѓаните дека навистина овој вирус е опасен и дека навистина нема шала и дека ова е последна опомена дека сите ние како граѓани мораме крајно да ги почитуваме сите мерки и препораки дадени од страна на владата, Министерството за здравство и Светската здравствена организација. Само така сите заеднички ќе можеме да се избориме со оваа пандемија. Со оглед што станува збор за прв смртен случај во Кочани од појавата на COVID-19, градоначалникот Илиев изрази подготвеност општината да помогне во организирањето на погребот, што ќе се спроведе според посебна уредба. Од комуналното претпријатие Водовод информираат дека телото на покоен од коронавирус не сме да се внесува и да се изложува во градската капела. Тоа ќе биде транспортирано под посебен режим, а на чинот на погребувањето може да присуствуваат најмногу 5 лица. Според заклучоците од работната седница на Општинскиот кризен штаб, што се одржа викендов, до сега се евидентирани 3 жаришта на заразени од коронавирусот во Кочани, Подлог и во Зрновци. Градоначалникот Илиев упати повик до граѓаните да не создаваат паника, туку свесно и дисциплинирано да се придржуваат кон пропишаните мерки, што се суштински за спречување на заразата. Од среда во целата земја полицискиот час ќе биде од 16 до 5 часот изутрина, а целосно ќе се применува во деновите од викендот. Тоа се најновите мерки што ги презема владата за заштита на граѓаните од ширењето на заразата со коронавирусот. Брзото ширење на коронавирусот и порастот на бројот на заболени и починати лица во државата придонесе владата да преземе поригорозни мерки за заштита на граѓаните. Тоа значи дека се проширува опфатот на времетрајање на ограничувањето на движење за сите граѓани, и тоа во текот на работните денови, а посебен режим ќе има за викендите. Се забранува движење за сите граѓани на ниво на цела територија. Секој работен ден од понеделник до петок, од 16 часот до 5 часот наредниот ден. За време на викендот се забранува движење за сите граѓани од петок од 16 часот до 5 часот во понеделник на целата територија на државата. Дополнително, за лицата над 67 годишна возраст се забранува движење во текот на сите работни денови од понеделник до петок, освен во периодот од 10 до 12 часот. За младите лица до 18 години се забранува движењето во текот на сите работни денови од понеделник до петок, освен во периодот од 13 до 15 часот. Исто така, според одлуката, се забранува движењето на граѓаните на јавни места и јавни површини во групи поголеми од 2 лица, при што дозволено е родител да биде во поголема група со своите деца до 14 години. Новите ограничувања стапуваат на сила во среда, 8 април 2020 година, во 16 часот. При предложувањето на новите мерки имавме во предвид повеќе фактори. Празниците кои што се пред нас, понатаму убавото време кој што исто така
пред нас и затоа се предложија сите овие мерки во смисла на дополнителна рестрикција на движењето со оглед на тоа што само социјалната дистанца конечно ќе стави крај на патот на ширење на вирусот. Свесни сме дека социјалната дистанца не е во природата на човекот, но токму тоа сега на нас ни е најпотребно во интерес на сопственото здравје, во интерес на здравјето на нашите блиски, на сите тие кои ги сакаме, но и на колективното здравје. Сите имаме одговорности и овие мерки мора да се почитуваат. Апелирам до сите да се придржуваат кон мерките, само така ќе го намалиме бројот на заболени во нашата земја, само така нашиот систем, здравствен систем ќе остане стабилен. Ограничувањето на движењето на граѓаните го побара и кризниот штаб на општина Кочани на последната седница што се одржа во неделата. При тоа, Центарот за јавно здравје во Кочани информираат дека по направените 60 тестови на COVID-19 може да се очекува во наредните денови бројот на заразени рапидно да порасне. Во Виница нема потврден случај на заразен од коронавирус. 24 лица се во изолација, половина од нив во домашна, а пола во државен карантин. Продолжуваат мерките за заштита и дезинфекција на улиците и јавните површини, а градоначалникот Димитров со силен апел за достојно и сериозно почитување на мерките за заштита. До овој момент на територијата на општина Виница се уште официјално нема потврдено ниту еден позитивен случај на коронавирус. Простор за паника нема, но по новонастанатата ситуација во Кочани неопходно е да се настапи уште посериозно и поодговорно кон препораките за поголема социјална изолација и почитување на сите досегашни мерки на превенција како единствен сигурен механизам во борбата со коронавирусот. Држање дистанца, избегнување блиски контакти, избегнување групирање, седење дома и практикување на сите други мерки, истакна градоначалникот Ивица Димитров. Оваа воредна ситуација сигурно ќе потрае и Димитров ја искажува благодарноста за трпението, дисциплината и одговорноста која ја имаат граѓаните и силно верува и е убеден дека со високо развиена колективна свест успешно ќе се надмине предизвикот коронавирус. Димитров додаде дека во Виница има вкупно 24 лица во изолација, од кои 12 се во домашна самоизолација, додека другите 12 се во државен карантин. Во текот на викендот, додека траел полицискиот час за непочитување на забраната на движење после 16 часот, поднесени се вкупно 7 пријави. Градоначалникот Димитров побара да се покаже разбирање и почит и кон вработените во полициската станица во Виница, кои постојано се на терен и засега добро се носат со новонастанатата ситуација. Како општина, во соработка со јавното комунално претпријатие Солидарност и територијалната противпожарна единица, продолжуваат со досегашните мерки за дезинфекција на градот и населените места, како и со практикување на сите препораки од владата, но за побрзо и побезбедно да се надмине критичниот период кој се очекува во државата. Димитров побара подршка и помош од граѓаните, која е неопходна во оваа криза. Еден заболен е регистриран од коронавирус во општина Зрновци, а на уште неколку лица со симптоми на вирусот им е земено бриз и се чекаат резултати. Градоначалникот Станков и кризниот штаб одлучија и испратија барање до владата за засилување на мерките и во оваа општина, да бидат како во Куманово, но се чека одобрување. Во општина Чешиново, Блешево, досега нема пријавено заболени од COVID-19. И членовите на кризниот штаб во општината Зрновци на чело со градоначалникот Блаже Станков побараа до владата да се усвои и во оваа општина да се засилат мерките за заштита од коронавирусот. Станков истакна дека на кризен штаб заклучено е и побарано до владата да се воведе полициски час како во Куманово, односно од понеделник до петок да биде од 16 часот до 5 часот наутро, а во текот на викендот 24 часа до понеделник изутрина. Во исчекување се дали истото ќе им биде одобрено или не. Градоначалникот Станков, според информациите од кризниот штаб, кој често заседава преку телефон, истакна дека еден официјално е заболен во оваа општина, а уште неколку луѓе кои биле во близок контакт со заболената се тестирани и се чекаат резултатите, а некои од нив пројавиле и симптоми, што е веројатно дека ќе бидат позитивни. Градоначалникот Станков истакна дека изготвен е и оперативен план и испратен до Дирекцијата за заштита и спасување, а понатаму до владата за следни чекори и мерки што треба да се преземат и на кои треба да пристапи општина Зрновци. Инаку во изолација се повеќе луѓе во оваа општина.
Центарот за јавно здравје ја прави епидемиолошката анкета и според неа ќе се утврди колкав е бројот на лица во домашна изолација во оваа општина, бидејќи сега е зголемен после тестирањата и контактите на луѓето. Станков меѓу другото истакна дека редовно секој ден јавното комунално претпријатие Водна кула ги дезинфицира сите улици во општината и селата Мородвис и Видовиште, а пред општината има цистерна со дезинфекционо средство и редовно граѓаните доаѓаат и им се дава од средството. Во маркетите се засилени исто така мерките за заштита, односно без заштитни маски и ракавици не пуштаат да се пазарува. Останува апелот од градоначалникот и од надлежните да се заштитат граѓаните од опасниот вирус и да седат дома, да се сведат контактите на минимум. И во општина Чешиново Облешево досега нема пријавено на заболен од коронавирусот и во оваа општина се прават сите дезинфекции на јавните површини и улици. Ангажирано е комунално возило со прскалки, а се користи механизација од општинското комунално претпријатие. Граѓаните ги почитуваат мерките за заштита и држање растојание, како и носење маска и ракавици, особено во маркетите. Дилеми има повеќе дали здравите личности треба да носат маски и заштитни ракавици како заштита од COVID-19. Светската здравствена организација и матичните лекари излегоа со став дека не само болните, туку и здравите лица треба да носат маски и ракавици, бидејќи можеби се носители на вирусот и без да знаат ќе заразат друго лице. Во време на пандемија и кога COVID-19 ги коси луѓето, се почеста е дилемата дали здравите луѓе треба да носат заштитни маски и ракавици. Болните секако дека треба, но Светската здравствена организација и матичните лекари со став дека поради тоа што овој вирус најчесто оди и без симптоми и лицето без да знае може да зарази и други лица, потребно е да се носат заштитни маски и ракавици, препорачуваат лекарите. Маска препорачливо е да се носи. Значи има секакви студии дека ќе не заштити, нема да не заштити. Маските, обичните хируршки маски не штитат многу, ама кога ја носиме веќе правиме еден дел на изолација. Најважно е, уште еднаш ќе повторам, да се излегува од дома само по потреба. Матичните лекари уште еднаш со апел да не настапуваат наивно луѓето, да не мислат дека вирусот е лесен за здравите и дека умираат само постарите и луѓето со хронична терапија. Туку опасен е за сите. Затоа, за да се заштитат себе си и другите, особено постарите, потребно е да седат дома и сами да се изолираат и да не одат никаде, исклучиво само по потреба до аптека или маркет. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Чувајте се и седете дома. Довидување.